Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Откако најпознатата манекенка со македонско потекло Катарина Ивановска беше избрана меѓу 25 најубави жени во светот, понудите за реклами упатени до неа не стивнуваат. Имено Катерина ја зазема 9-та позиција, а сега повторно имаме можност да ја видиме Катерина како позира во каталогот на Next. Привлечната македонка ги представи новите модни додатоци на англискиот бренд за сезоната пролет-лето 2013 година. Големи секојдневни чанти, сламени шапки, очила за сонце во модерни форми, мали елегантни чантички, додатоци за коса и впечатливи марами се вклучени во колекцијата за сончевата сезона која ја представува нашата позната манекенка. Инаку 24 годишната Катарина веќе неколку години соработува со компанијата Next. Звездата на One Direction, Хари Стайлс, наводно работи на соло албум. Пејачот, како што јавуваат таблоидите, се јавува како коавтор на неколку песни, кои во демо верзија се снимени во музичкото студио Paramount во Холивуд. Стайлс останува во One Direction, со кој има потпишано договор за 3 албуми и веројатно неговиот соло албум ќе почека. One Direction и понатаму му се приоритет, но кога ќе одлучи дека дошло време да започне соло кариера, веќе ќе има подготвен материјал за првиот самостоен албум. Стайлс заедно со останатите членови во јануари годинава потпишаа нов договор со Sony, во кој стои дека сите 5 члена на One Direction ќе сносат финансиски последици доколку некој од нив одлучи да го напушти бендот во следните 3 години. Во меѓувреме One Direction е прогласен за најбогатиот британски бој бенд, а секој од нив тежи по $7,6 милиони. Членовите на One Direction се најдоа на врвот на листата Sunday Times на милионери помлади од 30 години, која ќе биде објавена следниот месец. Богатството го должат на успешната продажба на албуми, распродавањето на турнеите, продажбата на фан мајци, постери и беџови и на договорите за заштитни лица на познатите светски брендови. Поранешната членка на мега популарните Spice девојки Гери Халивел ја раскина врската со своето момче, милиардерот Антон Кашубовски, откако дозна дека тој уште е во брак. Гери минатата година, откако ги запозна нивните заеднички пријатели, ја започна врската со Кашубовски. Љубовната врска функционираше без проблеми. Двојката заминаа дури на одмор во Рим. Но љубовната романса заврши откако пејачката открила дека нејзиното момче е се уште во брак, односно дека не е разведен од неговата сопруга. Според британските медиуми, ова е само уште една неуспешна врска во низата љубовни романси на Халивел. Американската актерка Анџелина Џоли го доби судскиот процес со хрватскиот новинар Јосип Кнежевиќ. Тој тврдеше дека нејзиното режисерско деби во земјата на крвта и медот е плагијат и дека идејата ја украла од неговиот роман. Процесот против холивудската актерка и режисерка го поткрена новинарот Јосип неколку недели пред официјалната кинопремиера на филмот кон крајот на 2011 година, тврдејќи дека филмската сторија за љубовната приказна за време на војната во Босна и Херцеговина представува плагијат на неговата книга Кршење на душата. Според Кнежевик, едно од продуцентите на филмот, Един Шарик, уште пред снимањето на Земјата во крв и мед. Според Кнежевик, еден од продуцентите на филмот, Един Шарик, уште пред снимањето на Во земјата на крв и мед, му рекол дека е можно неговата книга да биде искористена како филмско сценарио. Судот сепак реши дека книгата и сценариото за филмот не се исти, бидејќи Кршење на душите е фокусирана на семејството, љубовта и човековата сила, а Во земјата на крв и мед на измамата, насилството и трагедијата. Книгата Кршење на душите во 2007 година е објавена на хрватски јазик, а набрзо потоа испечатена и нејзина скратена верзија на англиски јазик. Во книгата се говори за љубовта меѓу хрват и муслиманка од едно село во Босна и Херцеговина за време на почетокот на војната во 1992 година. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.